Сега голманот Максимилијан Гроте уфрли една топка прескокнувајќи во центарот, меѓутоа повторно голема празнина во редовите на Шкупи, оди таму Адеми сега го бара Крстевски, тука е во средината Крстевски, повратна топка за Рамадани, се решава на удар Рамадани 1-0. Прекрасен погодок, 8 минута. Ја пропусти пред некоја секунда првата шанса Флорен Рамадани, меѓутоа погодува во 8-та минута. Шкендија води против Шкупи. Еве го првиот погодок во 34-тиот македонски фудбалски шампионат. Го запишуваме името на Флорен Рамадани. Мислам дека е се окей, од Варсовата веројатно ќе интервенира ако имаше нешто спорно. Еве ги фудбалерите во бели дресови првпат во 16-тикот и постигнуваат гол. Првпат се најдал во противничкиот 16-тик фудбалерите на Шкупи и погодуваат срекно, ама се брои што се вели. Да ја погледнеме уште еднаш оваа акција. Имаше доста сега некоординираност и на таа страна во играта на Шкендија. Да видиме, гледате, неколку фудбалери испадна од игра. Германскиот интернационалец на голот на Шкупи. Малик Хајвали постигна гол претходно. И сега втор жолт картон е тоа за втор жолт картон, уште еден голем хендикеп, да. Годишниот лев бек на Шкендија, реков дојде токму од тимот на Шкупи. Еве сега дијагонала на Фетај. Велковски, убаво минува Велковски, улегува 60-тикот, повратна топка и каква реализација на Зејнулај. 21 минута, Шкендија води со 2-1. Крстевски, Зејнулај, реализатор. Многу празнина на таа десна страна во играта на Шкупи, сосема логично. Дијагоналата на Фетај беше одлична, Ване Крстевски влезе убаво, брз, мина лесно таму во 60-тикот, потоа една повратна топка, еве таа ситуација уште еднаш, еве дијагоналата. Ибраими ја зема капитенската лента. Убаво, Ибраими со красничи, еве што значат и колку брзо реагира и му вратија на Јетон Беќири резервистите. Ибраими не му одеше во надпреварите од Лигата на шампионите, ова е можеби добар знак пред мечот со Карабах. 70-та минута, Шкендија многу веројатно го решава мечот прволигашката конкуренција на овие две екипи. Лјатифи си придодава Јетович, има чист простор Јетович, дали за центарчо, дали за породна топка, центрираше и еве го казнува за колку минути, 75 за 5 минути. Ибраими постигнува втор гол. 70 и 75-та. И Шкупи Бесарт Ибраими доби топку од Крстичи. Каква акција сега што ја завршува Лјатифи. Триаголник за 5-1. Погледнете уште еднаш оваа акција. За школските учебници, што би рекле моите повозрастни колеги. Да се упати топката во казнениот простор на Јовчевски. Еве токму таква можност, повратна шанса за Вардар 1-0. Данев, одличен погодок за Данев. Падна концентрацијата кај фудбалерите на Пелистер и Димитар Данев успева да постигне атрактивен гол овој пат. Андреј Јовчевски не можеше да стори ништо повеќе. Убаво со десна, со посилната нога ја зафати оваа топка Данев и Вардаровиот фудбалер еве е автор на најубавиот потек
2021 во купот кога Пелистер победи на пенали, а последно реми без голови во Скопје 23 април 2014, но тогаш мина 10, а 11-тиот надпревар ќе мине со голови. Еве го, ово е прекрасен на Мато во 50-та минута. Маестрален гол, одлично ја сврте топката Мато и Вардар доаѓа до предностот 2-0, покажа дека е одличен голгетер во надпреварите во конференциската лига на УЕФА. Даде 3 гола Рожерс Мато, интернационалецот од Уганда. Грешка на Вардар. Пресечена топка од влезениот Наумовски. Еве можност, шанса! 2:1. Се враќа Пелистер во игра. Погодок на Белим, односно на Белич, Ѓорđe Белич во поблискиот агол, задоволен од овој погодок Донгмо. Сега тој се извлекол на левата страна. Ова проигрување за Данев, тргнува на дриблинг Данев, прави простори, 3:1. Го решава овој надпревар. Данев, одличен негов погодок, уште еден гол, сега со лева, претходно со десна, и Данев е играч на надпреварот до сега. 2 погодока, овој без асистенција, чист негов гол, одлично создаде простор таму по десната страна. Тоа е се од замените на едната и на другата страна, по 5 направија Седловски и Капинковски. Еве нова можност, Кастанједа, 4:1. Погодок на аргентинецот за да ја зачини во 91-та минута победата на Вардар на овој надпревар. На крајот ќе излезе дека и преубедлива, а пелистерци до 80-та минута се надеваа дека можат да извлечат реми на гостувањето во Скопје. За Диего Кастенада. Ангелети за Гледи Мици. Па Жарју, Маудо Жарју. Уште една проблематична акција, сега ќе имаш автогол, док има гол за 1:0. Компаоре го постигнува својот првенствен. Голот нема да важи поради игра со рак. Она што го споменав, дека може би Компаоре при приемот по интервенцијата на Ефремов одигра тука со рака. Хамза. Повторно изведувач на уште еден слободен удар за Струга Тримлум. Ова е опасно, има 1:0. Компаоре во 49-та минута. Долго одеше таа топка на втора статива, асистенција на Хамза. Компаоре. Тренува во контранапад Шабани. Отстапува Шабани за Малевски, па Компаоре во добра позиција. Компаоре бие и 2:0. Ова 75-та, 6-та минута. Компаоре постигнува гол за водство на Струга Тримлум од 2:0. И ова е веќе резултат кој што се чини како брейк за освежување. Таипи. И Игнатов греши и сега пенал. Да, пенал. Пенал, многу невнимателен старт по оваа грешка и да видиме, Бихорас вели дека немало контакт, добро. Владко Илиовски ќе има консултација со ВАР, еве дали ќе биде ова првата. Нема пенал. Сега се збунив, јас признавам.
Бешагич против Петмина во живиот зид и голманот Јашар. Одличен удар 1-0. Удри некога оваа топка во живиот зид. Го измами голманот на Башкими Амир Јашар и еве го историскиот момент за екипата од Чегране. 31 минута. Босанскиот интернационалец Бешагич е стрелец на меча во претходната сезона, во која што Арсими беше подобро пласиран од нив, односно обезбеди директен пласман, а сезоната претходно. И сега, еве шанса за Симоновски гол. Еве го вториот контакт со топката, буквално на искусниот стрелец на Симоновски. Не беше баш најдобра и интервенцијата на Вулнет Ислями, да бидеме објективни. Но, небитно, за Башкими тоа воопшто не е битно. Ева првата шанса за нив во 62-та минута ја користи Симоновски. Најновото засилување. Добро е да немаат многу работа, ако имаат да одработат онака како што наложуваат правилата. Ева сега шанса за домашниот тим. Очи во очи со противничкиот голман, прва голема шанса. Далеј, опасен секогаш. Еден од двајцата бразилци до сега немаа можност да се искажат. Добар центар шут и може да биде незгодно. И трет пат, Стојковски за Најдовски може и да бие, но му влезе во шут таму Адем. На другата страна Вареловски бие и одбрана на голманот Василев. Повторно Далеј, добра шанса, Елезија тука, уште еднаш одбрана на голманот Стефковски. Продолжува сега Алмеида. Центар шут кон Елезија, атракција и над голот. На Петрович и да видиме, голема шанса се отвора за гостинскиот тим. Ако е се чисто и изворено, Стефковски брани. Очи во очи беше тука Бошњаков. Се лути Стефковски на своите суиграчи. Мислење за претходната ситуација, за да се намалат оној број на прекини, на разводнување на целата приказна, да се одржи ритамот, а сега еден опасен старт и високо крената нога. Еве го, не жолт, туку директен црвен картон. Сега за Величковски, за напајачот на Брера. Ова ќе се прегледува, ова ќе се гледа дополнително, верувам и во вар собата. Ајде да видиме, да се фокусираме на она што го имаме тука. И да, е невнимание, и да, е високо крената ногата, оди на оваа топка, но гледа каде е тука противничкиот играч, во случајот Остапи Ангелески, Мирчевски ја менува страната, таму е Рајков, ќе оди на дриблинг Рајков против Стојанов, успеа да мине, сега може и да се намести Рајков, но еве шанса и 1:0. Успеваат сега фудбалерите на Силекс да дојдат до предност во 47-та минута. Ја користат оваа прва прилика, ова прво нафрлување во 16-тникот и би рекол, добро ја искористија деконцентрацијата во противничкиот петтерец, асистенцијата оди за Бојан Рајков, ќе го видиме уште еднаш овој шутова, завршници овој удар со глава. Ристов, двајца, сега Пирес е тука, одзима без фаул, Пирес продолжува. Проигрувањето оди лево за Алиш, сега тој како крилен напаѓач, ќе стане Пирес, продолжува акцијата и нападот на Силекс, сега може да во 16-тникот да се одигра, повратна со пета за левиот бек, дриблинг, шут и 2:0! Каков соло продор на Кристијан Ефтимов, најубавиот потек на денешниот надпревар. Еве го левиот бек, 25 годишниот Ефтимов, кој што постигнува гол во првото коло за зголемување на резултатот од 2:0 во 53-та минута. 2:0 за Силекс. И сега се многу близко до зацртаната цел, многу близко до полниот плен, многу близко до трите бода. Се докажуваат Мирчевски. Ангелески. Еве сега повторно шанса, може да има тука 3:0 и ќе има ако нема офсайд. Ова е Илија Донов. Мислам дека ќе треба да се провери сето ова, ќе видиме ние во продолжение дали има
недозволена позиција, дали Донов беше во линија најблиску до противничкиот голман, нели во линија со противничките дефанзивци. Убаво е ова, шанса за уште еден гол и ќе има Лопи, го заслужи овој гол, ја заслужи оваа реализација Кристијан Велиновски. Аплаузи на отворена сцена во Кратово во 86-та минута. Велиновски постигнува еден мајсторски гол. Пирес може да бие, Пирес и измамене голманот на Брена, ова е автогол. Затоа што премногу беше свртен на гол од подвижењето на топката при таа паралела во обидот на Пирес да бие на подалечниот агол, завршува на првиот во 90-та минута.